Денеска во Неготино се одржува 33-тиот поред регионален квиз надпревар од областа на противпожарната заштита. Самиот податок дека на денешното надпреварување учество ќе земат 8 општини од Република Македонија, и тоа од Битола, Крушево, Кавадарци, Прилеп, Велес, Валандово, Гевгелија и екипата на градот домаќин Неготино, говори дека станува збор за надпревар од исклучително силна конкуренција. Че мора да го дадете максимумот, знаење и вештини и да бидете најуспешни во својата конкуренција. Ова од причина што победниците од овој регионален надпревар ќе обезбедат автоматско учество на надпреварувањето од највисок ранг на републичкиот квиз од областа на противпожарната заштита, на кој ќе настапат најуспешните екипи од училишта од цела држава. Сакам да кажам дека сум горд што минатата година токму екипата од Неготино го освои прво место на републичкиот надпревар, со што стекнува привилегија да биде организатор и домаќин на надпреварањето за кој учество зедоа најдобрите екипи од Република Македонија. Под покровителство на Републичкиот противпожарен сојуз ги организираме овие квиз надпревари од областа на противпожарната заштита за ученици од основните и средните училишта. Целта на квиз надпреварите е омасовување, односно заживување на младата популација со стекнување на знаење од областа на противпожарната заштита, односно превентивниот дел како да се заштитиме утре. Значи, како што реков, домаќини сме на 8 града, значи од нашиот регион: Битола, Прилеп, Крушево, Неготино, Велес, Валандово и Гевгелија, и ние како град домаќин Неготино. Пред се да кажам дека во рамките на овој квиз надпревар ние направивме и ликовни творби од учениците од основните училишта од Неготино и Демиркапија, каде што преку своите знаења и умешност, значи, ние прикажа сликовито противпожарната заштита, односно како да се заштитиме од пожари. Така да прво пласираните, значи, ликовни творби, значи прво, второ и трето место. Прво место го освоија учениците од основното училиште Страшо Пинџор, второ место учениците од Гоце Делчев и трето место му припадна награда на основното училиште Димката Ангел Габерот од Демиркапија. Значи сите овие се здобија со прво, второ и трето место со награда и признање кои што ќе бидат накнадно доставени. Основна цел е да преку квиз надпреварите ги едуцираме младите и во понатамошниот тек на животот да научат како да постапат при некој пожар, дали од почетна фаза или без разлика. Кадети учествуваат ученици до 9 одделение. Значи, оние од основно одделение, од основното училиште и во категорија јуниори до средните училишта. Во категорија кадети денеска победи екипата од Велес, а во категорија јуниори победи екипата од Кавадарци. Они ќе учествуваат на државниот надпревар кој ќе се одржи во градот Куманово.